Благодарам, почитувам председател, почитувана колежка, почитувана македонска явност. Документот кој што го разгледуваме, кој што според вашиот премиер е само лист хартија, бидејќи го нема во реалниот сектор како документ врз основа на кој што се решаваат проблемите на граѓаните, покрај предвидувањата и проекциите кои што ги имате, овде се гледаме освен она што треба за граѓаните не. Овој предлог на буџет е желби за потребите на вашите олигарси и на оние кои што ви диктираат како да се однесувате. Од општите индикатори кои што ги предвидувате, мораме да напоменеме само дека јавниот долг вртоглаво расте. Вие сте предвидели дека ќе биде 63,9, меѓутоа според фискалната стратегија ќе биде сигурно над 65,9% и дека бруто домашниот производ ќе порасне со 4,6. Сите светски релевантни институции проектираат, како и Светска банка, многу понизок раст, отколку што вие тоа го предвидувате. Меѓутоа, во интерес на времето ќе биде многу конкретен и концизен во однос на ставките, каде што ги алоцирате средствата, каде можете да ги подобрите, односно да ги алоцираме посоодветно, за да можат граѓаните да го почувствуваат бенефитот од носење на овој историски најголем буџет од 4,4 милиарди евра. Мораме да потенцираме, почитувана колешки. Многу зборувавте во однос на бројки, на покачувања. Ова е само манипулација и пермутација на бројките, да ги кажете како вам ви одговараат. Зошто го велам ова? Конкретно, причинско-последичната врска за нефункционалност на нашиот систем во Република Македонија можеме многу сликовито да ја видиме преку овој предлог на буџет. Конкретно во ставката во Министерството за транспорт и врски, во урбанизам и градежништво имате предвидено дури 30% помалку средства во однос на урбанизам и градежништво од претходниот буџет. Односно, доколку во 2021 имало 1 милиарда 911 милиони 359 илјади, сега имате предвидено 1 милиарда 366 милиони 919 илјади денари. Ова упатува на фактот дека во Република Македонија градежната мафија ви е на врат и сте должници кај нив и нема да урбанизирате соодветно според позитивните законски прописи кои што владеат во Република Македонија. Должни сте кај нив, а ова се провлекува и во другата ставка во однос на правосудниот систем, каде што конкретно имате зголемување единствено, ви потенцираме единствено кај Уставниот суд, бидејќи таму ги избравте сите ваши судии по мерка, како што беше изборот на Кацарска за судија во Уставниот суд, бидејќи овие се судии кои што ве доведоа на власт и кои што по ваша палка директно од страна на премиерот беа нарачувани пресуди за сите неистомисленици. Односно, внимавајте и конкретно ако можете да одговорите. Кај Уставниот суд имаме фрапантно зголемување на ставката субвенции и трансфери за дури 1400%. 1400% зголемување на ставката субвенции и трансфери кај Уставниот суд. За возврат на тоа, во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, ако претходно сте имале предвидено 1,36 милиони евра, сега го намалувате на 1 милион. Тоа значи дека спрегата и причинско-последичната врска помеѓу градежната мафија која што ви е на врат и судството ја реализирате во соодветни бројки кои што се прикажани овде и кои што се слика на целокупното ваше работење, без да дофрлувате дополнително во контррепликата во однос на покачување на одредени ставки, бидејќи во реалниот сектор и во животот на граѓаните нема никакво подобрување. И конкретно, повторно ќе ве повикам да одговорите и во однос на овие ставки кои што дополнително ќе ви ги наведам. Внимавајте, имаме во стоки и услуги
Ако во 2021 година имало предвидено 842 милиони евра, сега имате предвидено 856 милиони евра. Ако во 2021 година за субвенции и трансфери повторно сте имали предвидено 315 милиони евра, сега имате предвидено 397 милиони евра. Почитувана колежки, имате преку милиарда и 300 милиони евра предвидени за овие две ставки, а ова е всушност црна дупка каде што се склучуваат договори во 4 очи и каде што ги испомпувате државните пари. Најголемите критики од сите експерти кои што се најупатени во оваа тематика е токму во однос на овие ставки. Меѓутоа, со таа намера, она причинско-последична врска која што ви ја кажав, повторно се потврдува и овде. Зошто? Бидејќи направивте измена на законот за јавни набавки, каде што ги одобривте склучувањето на тендери во 4 очи, е токму ова е реализација на вашиот план преку 1,3 милиарди евра кои што ќе ги испумпате преку ставките на стоки и услуги и ставката на субвенции и трансфери. Друга ставка каде што драстично имате алоцирање на средства кои што се со нереални суми е токму во однос на исплатата на извршни исправи. Минатиот пат на претходниот колега, кога му реплицирав истиот, не одговори на ова, бидејќи и нема што да одговорите. Зошто? Ви биле потребни, ако во 2021 сте имале 2,5 милиони евра за исплата по однос на извршни исправи, непосредно пред изборите, само за 3 месеци со ребалансот сте предвиделе 9,5 милиони евра. Ви биле потребни 7 милиони евра за исплата на одредени, таргетирани ваши правни лица и фирми, каде што предпоставувам дека станува збор за перење на пари и финансирање на одредени нелегални дејности. За да сами се демантирате и во овој буџет за 2022 година предвидувате повторно 2,5 милиони евра. Класично докажување на намера која што сте ја имале претходно, а овде самите си ја потврдувате со овој предлог на буџет. Ако со претходниот буџет и ребалансот баравме со амандмани да се купат амбулантни возила и противпожарни возила, од овде и од страна на владата и од страна на парламентарното мнозинство, односно СДСМ и ДУИ, истите беа едногласно одбиени. Овде во буџетот во 2022 година предвидувате ни повеќе ни помалку 5,5 милиони евра за набавка на нови возила. Меѓутоа не станува збор за амбулантни возила и противпожарни возила. Станува збор за преку 350 луксузни возила кои што ќе ги користат носителите на функции кои што вие ги именувате и ги избирате овде во собранието како парламентарно мнозинство. Затоа, почитувана колешке, овој буџет ниту е развоен, ниту е во функција на граѓаните, ниту имате честна намера за нешто да подобрите во живеењето во Република Македонија. Се повикавте и на ставката каде што зголемување во однос на руралниот развој, бидејќи многу време зборувавте и за ова, можам да ви потенцирам вака. Во развојните програми, кај Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, почитувана колешке, во програмата 2 финансиска поддршка на руралниот развој, ако минатата година со ребалансот сте имале предвидено 20 милиони, сега имате 18. Тоа значи дека воопшто не ги покачувате средствата за развој на овие региони, односно на руралниот развој, само декларативно со пермутација на бројките, манипулирате со граѓаните, а ова истото се докажува и со ставката каде што е предвидена финансиска поддршка во руралниот развој од 1 милиарда 215 милиони денари во ребалансот 2021, а сега ги намалувате од 1 милиарда на 125 милиони денари ставката каде што имаме намалување за околу 8%.
единствено што зголемувате е во однос на Министерството за земјоделие, меѓутоа зголемувате во администрација. Од 1,5 милиони евра зголемувате на 2,5. Тоа значи дека единствено ве интересира само вработување на вашите кадри кои што ви биле предвидени пред изборите, односно сте сакале да задоволите нечии страсти во однос на предизборната кампања и манипулирање со граѓаните. Ви благодарам. Благодарам. Контрреплика има претеничката Даниела Корева.